Треба ли Македонија да прифаќа мигранти од Велика Британија? Јас мислам не. Никако. Зошто? Зошто? Едноставно вашето мислење. Па не им е местото тука. Па ја мислам дека доволно имаме веќе. Не. Зошто? Па зошто да прифаќа? Никако. Објаснете повеќе. Ма ајде молим те, уште тоа ни треба. Имаме ние наши емигранти многу што се бескудни. И тие не бегат од убавина. Дали они сакаат да живеат као луѓе. Ама они нема да останат у Македонија. Они гледат низ Европа да отидат тие луѓе да сакаат да живеат. И ние како што сакаме, и мигрантите сакаат да си уживаат. Ама не верувам у Македонија они да останат. Не знам, не сум компетентна за ова да одговорам искрено, така да секој... Зошто? Ете, доаѓаат мигранти и дали би ве загрижило најмногу ако навистина се отворат центри во Македонија за мигрантите? Искрено ми е драго да секој си работи својата работа, така да претпоставам дека има луѓе на позиции кои, како и секој нас, работи и треба да размисли на ова прашање. Не сум елоквентен за тоа да дадам одговор како би требало да биде. А дали му верувате на премиерот Мицкоски кога вели дека нема да има мигрантски кампови? Не би можел да зборам за политика, бидејќи тоа го сметам како работна врска од 8 до 4 или од друго некој работно време, така да ако некој избран да треба да биде, нека си работи својата работа. Не. Воопшто не му верувам, а не па за ова. Не знам сега дали треба да му верувам. Гласав тогаш, мислев дека тој ќе направи сериозни промени за битните прашања ми кои за името и другите гледам ништо да се случува, така да веќе немам таква довер. Не му верувам. Пошто слушам вести од Велика Британија, друго збора, друго овде. Синојка во изјавата за илегални мигранти, а за овие регуларни што се, за нив може. Тоа се крие во неговата изјава. Што би ве загрижило најмногу ако навистина се отворат вакви центри во Македонија? Безбедност. Безбедна е нашата држава или? Заете за прифаќање на мигранти. Нема да биде безбеден народот ни децата. Ај ние се прибираме навечер по дома, ама децава млади шетаат. Не знам, поучена од искуствата што ги имам, што ги гледам по телевизии, тоа е страшно што прават емигрантите. Па еве да не одиме подалеку во Хрватска и во Словенија. Па ќе се смени многу работи, ќе се сменат најверојатно, тие имаат своја култура, можеби за нас не култура. Гледам од искуство што гледам некои клипови таму во Германија како се однесуваат, ако се негативни, може да направат било каква штета на луѓе, на материјални добра во тој смисла. Дали е за нив безбедно тука или дали е за нас безбедност? За нас не е безбедно, за нив сигурно. Ние сме мирна и добра земја. Немам против камповите, тие луѓе треба да бидат згрижени, веројатно мигрираат пошто имаат некаков проблем. Секако треба да им се помогне, мислам дека нашата држава ги нема тие услови. Премногу имаме наши проблеми што треба да бидат во фокус, а не животите на некои луѓе што воопшто не се од оваа држава. Мене ништо не може да ме загрижи, ама за младиве, за нека мислат они. Дали мислите дека Македонија е безбедна држава за мигранти? За мигранти да, ама Македонија дали ќе биде безбедна од мигрантите, тоа не знам. Дали вакво прашање треба да се решава преку референдум? Да. Да, само референдум. Апсолутно. Народот има право да го каже своето мислење, нели? Не е премиерот тој што треба да одлучува за сите нас, имаме сите различни мислења.